Здраво на сите. И денеска започуваме со уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите подготвени, јас подготвен, што значи може да си продолжиме понатаму. А како и секогаш, така и денеска започуваме со запознавање на надпреварувачките парови, а први ќе ги повикам класика, стандард, домакините, односно победниците од минатото издание. А тоа се Игор и Владимир. Повелете. Какав рец? Добре, здраво живот. Добре, Марко. Добре. Одлично. Вие како расположени? Успешно. Минатиот пат криво ми е, си отидов од студиото без парична награда, не зезна Чешката круна. Чешката круна, не зезна, да. Свативме, дознавме и јас дознав меѓу другото дека не е се уште промената и дека се уште ја користат и оди и швеѓаните. Нив ги заборев, за нив барем знаев едно време, ама после. Тоа и дел од игра. Денес имате шанси повторно да се надпреварувате за парична награда, но нови теми, нови надпреварувачи. Дали сте подготвени за нив? Да, секако. Да. Спремни сме. Спремни? Дали сакате да додадете? Тоа е така. Да, се спремам и за следното, така. Така, ми се допаѓа тоа. Се сум, така. Домакини, се знае, ваше домакинската кабина. Повелете. А сега тука во нашето студио се и нивните противници, односно предизвикувачите за денешното издание на нашиот квиз. Па да ги поздравиме, Мартин и Марин, повелете. Мартин, здраво. Марин, здраво. Како сте, момци? Супер. Расположени за игра? Да, расположени за победа. Така е, одлично ми се допаѓа ова. Кажете ми, искуство до сега со квизови сте имале? Сте биле до сега? До сега не. До сега не. Значи, тука е за прв пат. Кршење на мразот. Кршење на мразот, одлично. Ајде на кратко, да ни се представите, Мартин. Кој си, како се, каде доаѓаш за? Ученик во Панчарсовски, 4-та година. Одлично, како иде школа? Училиште? Супер, одлично. Добре, последна година, 4-та Последна сега. година се надеваме за во Словенија на факултет. Да, одлично, супер. Имам доста пријатели во Словенија, голем поздрав до нив кои што студира, остана да студира, па сега и на други пријатели децата студираат таму и така натаму. Како и да е, нема да направиш грешка ако отидеш, криво ми е што ќе си отидеш од овде, да речеме, ама знам зошто. Бегаш, Марин? Јас Марин Жерновски од Скопје, средно угостителство, 4-та година. Да, како и угостителство, тоа беше, ако не се лажам, во Козле, така? Да. Така, одлично. Таму се едно време го мерев школскиот двор, има кумот што ме е најдобриот другар, таму живее во Козле, во близина на училиштето и таму киснавме порано. Сега не знам дали седат, дали не, како и да е. Како е сега во угостителско, интересно ли е? Па интересно, добро е, има готвење. Да, се учи готвење, така и сервирање и се она што е поврзано со угостителството. Да. И менаџирање меѓу другото и на ресторани и така беше, да. Интересно, посебно што сега во денешно време е огромна побарувачката нели на угостителски работници. Па со среќа, браче. Да, за понатаму какви се плановите, имаш некои планови факултет или ќе ја бараме среќата некаде во странство? Па да завршиме средно, па здравие. Така е. Стварно, кај јас избрзав и јас работам. Имам доста пријатели, исто готвачи кои што беа, или од таа фела, како да кажем, угостителството, кои што се најдоа баја ги среќата во странство, отидоа дел од нив тука на Балканот, дел од нив и подалеку и одличен живот живеат. Браво за нив и голем поздрав до нив. Знаа за кој се однесува. Мартин и Марин, да не ви го одземам повеќе вниманието, ниту да ве деконцентрирам, со среќа во продолжение, она што ми е мене важно. Заборавете на темата на возбудата, ако воопшто имате, бидете внимателни на темата која што ја читам, односно вие соопштувам. Доколку нешто не е јасно, да ме прашате. Договорено? Вред. И поздрав само да Нема проблем, слободно, до роднините и сите што ме гледаат и од училиште сите. Да ги поздрав до сите гледачи и тие што ме гледаат и поздрав до Охрид. И поздрав до Охрид, специјален до Охрид? Па потекло од Охрид. Да, одлично. Еве голем поздрав до сите нив и поздрав до наставниците, професорите кои што им предаваат. Имајте го тоа во предвид на крајот школска година. Мартин и Марин, со среќа во продолжение започнувате како предизвикувачи, да видиме до каде ќе стигнете. Ваше предизвикувачката кабина, повелете.
Игор и Владимир, односно Мартин и Марин, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, треба да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми понатаму. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Мартин и Марин, дали се слушаме? Да, супер. Во продолжение, ако има некаков проблем, технички слободно, чукнете, кажете, соопштете ми од таму за да го решиме истиот. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да видиме дали се слушаме со Игор и Владимир. Да. се слушаме добро. Добре се. Домаќини, може да започнеме. Може. Договорено. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи продолжуваме понатаму со денешното издание на Листа за 300. А како и секогаш, така и денеска, започнуваме или продолжуваме, ако сакате, со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови на 4 букви кои почнуваат на буквата А. Бараме зборови од точно 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата А, без оглед дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор може да го кажете само во еднина, во еден род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и слично. Игор и Владимир, дали не е јасна темата? Бидете внимателни. Само на, така? Само на и да се на точно 4 букви. Да, бидете внимателни во тој поглед. Мартин и Марин, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Мартин и Марин. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Мартин и Марин, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 4, 4 или 5 са? 5. 5, ваши. 5, 6. 6, 8, 8, 9. 9, 10, 10, 11. 11, 12, 12, 13. 13, 14, 14, 15. 15. нека одговарат. Да одговараат. Ајде да видиме Мартин и Марин дали ќе се исплати оваа стратегија, но според мене треба малце похрабро, уште малце да им направиме повеќе проблеми, не за друго. Игор и Владимир, вашите противници решија да ви дадат шанса вие да го отворите резултатот, дали во нивни или во ваша полза, ќе то знаеме за кратко. Имаме 15 празни полиња и бараме 15 зборчиња на точно 4 букви кои што почнуваат на буквата А. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Алка. Алка. Уште златна, ако е така. Атар. Атар. Така е. Аван. Аван. Така е. Алга. Алга. Така е. Аман. Аман. Аман, беси. Точен одговор. Ашов. Ашов. Така е. Слушай сега, Хемиски елементи хемиски може? елемент, име на хемиски елемент или Само момент. Може да. азот. Азот. И животни, и раси на животни, се може. Само како што рековме, лични географски имиња, имиња на компании и такви работи. Значи може и Животни. и животни, така? Може да. Азот рековме, така да, точен одговор. Атер. Атер. Абе, тоа е турски збор, што ти е, Како човек? не, е исто како атар. И атар е турски збор македонски. Атер, така е. Атар. Го кажавме. Атар. Атер го кажавте кажав. втор Да. збор. Кажан, Кажане, добре. Читај. Добре, полека.
Најбрзе. Повеќе од половина имам одговорено. Арал. Арал. Ај уште еднаш молим те, може да го повториме? Арал. 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 Тоа е голема бела джамбо вреќа. Не е вреќа, туку Аха. е... Ете, таман да научам ја нешто ново. Арал. Игор и Владимир, Арал го нема во македонскиот дигитален речник, има Арак, има сега дај да не тропнам нешто да не Арам, Арар, Арач, но за жал зборот кој што го баравме го нема. Ништо не е готово, сте биле во ваква ситуација, веќе не ме ни тешам, со што знам дека првата шанса што ќе имате ќе атакувате за пресврт. Но во секој случај не смееме да се опуштиме нели многу, затоа што сега сепак ни зависи од втората лицитација. Мартин и Марин, честитки за првиот освоен поен, но без опуштање, ова беше само еден лапсус од нивна страна. Не можеме да играме на таа карта. Похрабростово продолжение, не се плашете да надавате. А сега да прочитам уште неколку од оние зборови на 4 букви кои што почуваат на буквата А. Тука имаме Абер, Абре, Аван, кажавме добро, Авка, Авто, Агин, Агол, Агро, Адет, Адут, Аеро, потоа Азил, Азна, Азно, Азур, Ајва, Ајде, Ајнц, потоа Акна, Алат, Алга, Арар, Арач, Атол, Аура, Аула и така натаму, има доста зборчиња кои што започнуваат на буквата А. А сега, драги гледачи, како што реков, време за втората лицитација, односно второто надавање. Доколку успеат да го земат и овој поен Мартин и Марин, ова ќе биде и прво нивно соочување со нашата тема од листата. Но, доколку Игор и Владимир успеат да добијат оваа лицитација, тогаш пеналите ќе бидат одлучувачки фактор во денешното издание на нашиот квиз. Па, да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: градови во Италија, Швајцарија и Австрија. Бараме имиња на градови од Италија, Швајцарија и Австрија кои имаат повеќе од 100.000 жители. Такви градови во Италија се околу 40, а во Австрија и Швајцарија се многу помалку. Во секој случај, на располагање имате повеќе од 50 можни одговори. Игор и Владимир, дали не е јасна темата? Да. Мартин и Марин, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Владимир и Игор. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Мартин и Марин, а Владимир и Игор, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 10. 10. Започнуваме со 10. 11, 11. 12. 12. 14, 14. 15. 15. 17, 17. 17. 18. 18. 19, 19. 20. 20. 21, 21. Нека одговараат? Да одговарат? Да. Ајде, сега нив да ги наместиме, кажи, малце они да се подат. Мартин и Марин, сега работиме на искуство. Нека не ве деконцентрираат вашите противници. Бараме градови во Италија, Австрија и Швајцарија. Како што реков, треба да имаат повеќе од 100.000 жители. Во Италија има доста такви градови, додека во Австрија и Швајцарија многу помалце. Имаме тука 21 празно поле, не се премногу, но не се ни премалку. Сепак одговори, што значи ќе ми треба 21 точно име на градови од Италија, Швајцарија и Австрија за да го освоиме и овој поен. Кога ќе бидете подготвени, повелете. може? Може. Ајде, Рим, Рим. Така е. Лацио, Лацио.
Се залетавме Мартин малце. Лацио е област во Италија, нема град, има и фудбалски клуб и тоа не збунува најчесто. Не прави малце, како да правам, проблеми. Лацио е област во Италија, што значи одговорот не може да биде прифатен како точен. Значи, баш ми е криво. Имав и други градови за играње. Нема сега да те подпрашувам за да не те замарам, но еве ги поголемите градови оние во Италија се Бари, Бергамо, Болоња, Болцано, потоа ги имаме Бреша, Венеција, Виченца, Каљари, Катанија, Ливорно, Месина, Милано, потоа Неапол, Падова, Палермо, Парма, Пјаченца, Реджо Емилија, Реджо Калабрија, Римини, Таранто, Торино, Тренто, Трст, Удине, Ферара, Фиренца, Фоджа, Дженова, додека пак во Швајцарија, Австрија ги имаме уште и во Швајцарија се само 6 вакви градови, а исто така и во Австрија. Тоа се Базел, Берн, Винтертур, Женева, Лозан и Цирих во Швајцарија, а Виена, Грац, Инсбург, Глагенфурт, Линц и Салцбург се градовите во Австрија кои што имаат повеќе од 100.000 жители. Мартин и Марин ке треба да барат среќата и победата да бркаат на пеналите, што верувам дека им одговара на Игор и Владимир кој што има резултатска негатива по првата одиграна игра. Сега со овој поен резултатот е изедначен, што значи, како што реков, пеналите ќе бидат одлучувачки фактор во денешното издание на нашиот квиз. Кој ќе излезе како конечен победник и кој ќе има шанса да освои парична награда, ќе дознаеме во продолжение. А темата за денешните пенали гласи: екипи во кошаркарската Евролига 2024-2025 година. Бараме имиња на кошаркарски екипи кои оваа сезона 2024-2025 година се надпреваруваат во најсилната европска кошаркарска лига. Игор и Владимир, дали не е јасна темата? Одлично. Мартин и Марин, дали не е јасна темата? Јасно. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи кога играме пенали, а тоа се Мартин и Марин. Морам да напоменам дека кабините се вклучени во текот на целата игра, па да бидат внимателни нашите играчи. А сега, Мартин и Марин, кога ќе го имате првиот одговор, да го слушнеме. Црвена звезда. Црвена звезда. Така е. Партизан. Партизан, кај е звезда, таму и Партизан мора да биде. Така е. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Така е. Барселона. Барселона. И Барселона е точен одговор. Виртус Болоња. Виртус Болоња. Така е. Монако. Монако. Така е. Парис. Парис. Точен одговор. Армани Милано. Така е. Олимпијакос. Олимпијакос. Точен одговор. Панатенаикос. Панатинаикос. Точен одговор. Фенербахче. 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 Точен одговор. Ефес. Ефес. Така е. Макаби. Макаби. Така е. Бајер Мюнхен. Бајер Мюнхен. Така е. Басконија. Басконија.
Така е, Басконија исто така точен одговор. Алба. Алба Берлин. И Алба е точен одговор. Тенко е, уште многу малце екипи остануваат. Да. Само да видам по региони. Да останува само две. Уште две. Уште две екипи се, да. Добро. Како сме со време? Сега ќе морам да почнам да броја. И морам, другарче, дека на пенали немаме толку време за размислување. Вие мислете. 10, 9, 8, 7. Лил. Како? Лил. Лил. Не е точен одговорот, се извинувам. Дали... Лион Вилербан. Како? Лион Вилербан. На Тони Паркер клубот. Лион. Да. Лион е точниот одговор, така е. Што значи Игор и Владимир? Повторно за сламка се извлековте и излегувате како победници, ќе имате шанса да освоите парична награда. Се надам дека овој пат нема да направиме кикс како комбинатиот. Мартин и Марин, одлични надпреварувачи, искрено ви кажувам. Посебно ако се земе во предвид дека ви е прво учество во било кој квиз, првпат се појавувате на телевизија, па многу фактори ви влијае на играта. Малце похрабри да бевме попуштени, мислам дека можевме многу поише да направиме. Не зезнаете второто со градовите во Италија, но тоа беше само еден мал лапсус кикс кој што знам дека нема да се повтори во иднина доколку пак се пријавите. Искрено, сакаме млади надпреварувачи, млада свежа крв тука во листа за 300. Па се надевам дека во блиски иднина повторно ќе се пријавите и тогаш ќе ви испратам од нашето студио и со парична награда. А сега ќе ви испратам само со искуство плюс. Мартин и Марин, ви благодарам за учеството, но сега тука морам да ви кажам чао. Игор и Владимир, пред да ве повикам да дојдете тука на главната сцена да ги прочитам оние 17-18 екипи кои што играат во најсилната кошаркарска лига во Европа, односно Евролигата. Тоа се Алба, Анадолу Ефес, Баерн, Барселона, Басконија, Виртус, Жалгирис, Асвел, Лион, Макаби, Милано, Монако, Олимпијакос, Панетинаикос, Парис, Партизан, Реал Мадрид, Фенербахче и Црвена звезда. А сега, драги гледачи, да ги повикам Владимир и Игор да ми се придружат тука на главната сцена, да ги соочиме со темата од нашата листа и да видиме што ќе направат во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Владимир и Игор ми се придружија тука на главната сцена. Темата е подготвена, но знаете дека мораме прво да протрчаме низ нашата листа, за да се подсетиме како стојат таму работите. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори го напуштат на нашето студио со парична награда од 300 евра. Игор, Владимир, дали сте подготвени да слушнете темата поврзана со кинески градоначалници? Кои што слушаат рок-н-рол музика? Слушајте добро и вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема. Фудбалски шампиони од Германија и Шпанија. Ги бараме фудбалските екипи кои биле прваци во германската Бундеслига од 1948 година и шпанската Ла Лига од 1929 година. Секоја екипа можете да ја кажете само еднаш, без разлика колку титули има. Сега можам да ви кажам дека во германската лига без екипите кои биле прваци, дека тоа заборив објаснување повеќе за мене, но и за вас, не влегуваат тука оние екипи кои што играле во источна Германија, во некогашната источна Германија. Значи без тие екипи. Добро. Мислам дека не е јасна тема, Да. ќе го најдеме патот до парите. Јасно. Игор и Владимир, кога ќе бидете расположени за одговарање, започнете. Бајер Мюнхен. Бајерн Мюнхен.
Така е. Леверкузен, Бајер Леверкузен. Бајер Леверкузен. Леверкузен. Да. Така е. Борусија Дортмунд. Борусија Дортмунд. Борусија Дортмунд. Трет точен одговор и 50 евра ги имаме сега во рака. Ајде внимателно. А може да мешаме и од Шпанија? Да, може. Да кажеме Реал Мадрид, Барселона. Кајзер Слаутен. Кајзер Слаутен. Пред да го кажеш ти го прочитав и пак не успеа после тоа да го изговорам. Кајзер Слаутен. Кајзер и така натаму. Кајзер Слатер. Кајзер и другар му. И другар му. Точен одговор. Барселона. Барселона. Реал Мадрид. Барселона и Реал Мадрид како во пакетот да тие бешите ривали. Барселона точен одговор и доколку Реал Мадрид е точен, 100 евра се за Игор и Владимир и така е. Честитки за освоените до сега 100 евра. Ајде, честите. Што правиме за понатаму? Само да видиме од 48 година навака. Од 48 навака. И од 28 Шпанија. Да видиме. Атлетико Мадрид Да, има. Атлетико Мадрид сигурно има една титула. На Шпанија. Беше. Од 20. Може, седмица. Сега пресна. Атлетико Мадрид. Чека малку, само малку. Да не брзаме да... Ајде, Ќе одиме понатаму? дајме понатак. Па, ќе одите понатаму, што пополека, ајде сите заедно. Прво кој ќе биде Атлетико Мадрид? Да. Атлетико Мадрид, седми точен одговор за Игор и Владимир. Кој ќе биде осмиот? Херта... Не знам дали била шампион. Од 48 година од Западна Германија. Има еден тим што ми отвора апетит за јадење. Хамбургер. Хамбург. Ми се пријаде одмah кај го прочитам и мирисот сега го осеќам по студио. Мора да сум многу гладен. Сигурно бил шампион барем еднаш, од 48. Хамбург. Хамбург. Клуб Хамбург. Хамбургер, така? Тој играме? Да. Да. А да дадеше некој хамбургер од вас двајца за да му Па не, текнеш? имаме само комплициран да ти дадам, со повеќе буњаковац. Да, хамбургер со буњаковец. Фалајка е вас. Хамбургер, осми точен одговор за Игор и Владимир. И кој ќе биде деветиот за 150 евра? Само малце. ако може. Размислете, времето е ваш сојузник во оваа ситуација. Депортиво Ла Коруња. Депортиво Ла Коруња. Депортиво Ла Коруња за 150 евра. Точен одговор. Че да видиме. Пак не ми работи прсот. Ајде, го. Ау, еве го, се појавило. Марче, Ајде. не ми работи прсот. Сега. Марче, вие играте, идам да зарезирам маса у кафана, со парите дојдете, ја ќе дарачам. Чекај, можете уште да земете. Има тука уште звучни имиња. Размислете дали сакате да се откажете тука или барем да пробам уште на 50 евра, не кажав уште. Ово му е најомилената тема у живот него. И тоа Тоа не. милиарда посто се тие екипи биле да. шампиони Што од се кидаш? 50 години назад. Значи, сигурно нема да кажеш Арал, или нема да кажеш Чешка Крун. Кој вака би ги играл? Кажеш Ајде да видиме клубовите, да готово. те тестираме. Валенсија, Да. Херта Берлин и Севиј. Сите за шампион, сите биле шампиони. Ова само Берлинов мезеза. Па не мора Берлин да го кажеме, да кажеме Херта и се види. Доста е. Ајде, Доста е? Доста е, мислам да Доста е. биде регуларно да видиме, значи исто. Кај овој пат да си ги Да, земеме кај да си овие ги земеме 150 парите, евра. така, што е сигурно. Честитки сигурно. врачи со здравје да си ги трошите. На моје огромно задоволство ќе се дружиме и последното издание на нашиот квиз. Ќе имате тога шанса да си освоите парична награда. Е стандард ќе мора нови противници да поминете и нови теми. Но, не, Да се дружиме, да се ќе се забавуваме. дружиме, така е. Вака сега, ќе ги прочитам ај сите екипи, 28 се на број. Во Шпанија, шампиони Барселона, Атлетик Билбао, Реал Мадрид, Бетис или Реал Бетис, Валенсија, Севилја, Атлетико Мадрид, Реал Сосиедад, Депортиво Ла Коруња и Атлетико Авиацион, тоа е поранешна екипа која што повеќе не постои.
Шампиони на Германија: Айнтрах Брауншвајг, Айнтрах Франкфурт, Байер Леверкузен, Байер Мюнхен, Борусија Дортмунд, Борусија Мехен Гладбах, Вердер Волсбург, Есен Кайзерслаутерн, Келн Майнхайн, Мюнхен 1860, Нирнберг, Хамбургер, Хановер, Шалке 04 и Штутгарт. Тоа се оние екипи шампиони на Германија и на Шпанија. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Видовте Владимир и Игор успеа да ми однесат 150 евра и си обезбеди учество и во следното издание на нашиот квиз, каде што ќе може да го подобрат резултатското финансиско конто како сакате. А до следното издание на нашиот квиз, останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте, останете ми во добро здравје и не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!